Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 104-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една coming of age серија, која ја открив за време на емитувањето на незината трета сезона, но и дадов шанса да ја изгледам во целост, со оглед на тоа што имаа мал број на епизоди сезоните, но се доста квалитетни комични прецепотфати за животот на друштвото на девојки во градчето Северна Ирска, кај што додека улиците се преплавени од парамилитантни единици и вооружени сили од секаков тип, девојките се обидуваат да уживаат во нивното детство, како што знаат и умеат, најдобро се разбира, сметајќи дека нивните тинејџерски проблеми се крајат на светот, неспоредливо поважни од бомбардирањето и стрелите кои се случуваат на улица, и тоа е така се додека не пораснат и не согледаат каде живеат. Станува збор за ТВ серијата Derry Girls, за која ќе ви говорам во 104-тото издание на емисијата, која што го започнавме со композициите Dusty и Hot Wired, кои се наоѓаат на албумското издание именувано како 3 на Red Spector, а кога се Red Spector во прашање, требаше да започнеме со еден бенд кој што ни доаѓа од островото, односно тоа е бенд од Stol Content од Обединетото кралство, Британија, кои што го издадоа нивниот албум за Cosmic Artifacts, односно албум кој што го сними аналогно во рок од една недела и има призвук, како што можете да забележите, на блуз рок, на хард рок, психоделичен вајб, така што се разбира со стонер влијанија, така што Red Spector мисля дека се добитна комбинација за да ја започнеме музичката позадина за оваа емисија, со тоа што продолжение од нивниот албум 3 ќе слушнеме и Heavy Rain. Доколку сакате да знаете како се однесуваат тинеџерките од Дери, тогаш ви јаснева вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓерески, а ви останете вклучени. Започнувам програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 104-тото издание на емисијата ТВ 103, во која што ви говорам за Derry Girls, која е северноирска coming of age серија создадена од страна на Лиса Макки за Channel 4. Лиса има работено претходно на Being Human и Indian Summer, а во серијата прави еден биографски предсоопис на незините доживувања додека учела во католичкото училиште за девојки. Ретко кога ви говорам за серија од Channel 4, затоа што и малку гледам британски предсе серии, да не речам по едномесечно, иако се со мал број на епизоди, ретко се доволно интересни за мој вкус, да можам да речем дека не се заглавени во таа нивна крими формула за убиство и нивно откривање на убиците. Минатата година ја продуцира Chivalry, потоа The Curse, Don't Hug Me, I'm Scared, Hellraisers, Somewhere Boy, Suspect, The Undeclared War, а во 2023 година ја имаат Everyone Else But Us, а од кој Chivalry веќе една година чека на ред да биде гледана од моја страна и никако да го добие вниманието. Derry Girls се состои од 3 сезони, започна со емитување првата сезона 4 јануари 2018, броеше 6 епизоди, со околу 2 милиони 800.000 гледаност во просек, иако се земе во просек пред се пола часовното време трајање по епизода, ви се потребни 3 сати да изгледате во целост, што е прилично краток временски период. Втората сезона започна со емитување на 5 март 2019, значи една година подоцна, исто број 6 епизоди и се гледа за 3 часа, а имаат гледаност околу 3 милиони гледачи, а потоа ги фати COVID пандемијата и се пролонгира снимањето на третата сезона, која се емитуваше на 12 април 2022, содржи 7 епизоди и се гледа за 3,5 часа, што значи дека за нецели 10 часа се гледаат трите сезони вкупно. Третата сезона има гледаност од 3 милиони и 100.000 гледачи, што значи дека овие цифри ви кажуваат од проста причина да се евидентира не само растот на популарноста на серијата,
туку и да се направи паралела со една друга тенденција, тоа е квалитетот пред се на серијата, односно ова е една од малкуте серии во кои растот на гледаноста се наголемува во секоја наредна сезона, меѓутоа и епизодите стануваат посодржајни и посозреани, што говори нели за реткиот екземплар на серија која расте, наместо да се експлоатира во празно, во шупливо еден концепт како што тоа го прават американските, односно до траја на епизода да се развлекува. Јас одови време да ја гледам во зимскиот одмор во 103, кај што уште по првите неколку епизоди сватив дека ќе сакам да го редуцирам гледањето на серијата, затоа што се прецет деликатни епизодите и сакам да ми трае што е можно подолго. Секако дека се заразни за бинџање сезоните, но во пред се јас би ве предизвикувам да се воздржите од тоа, затоа што серијата е завршена, предвидено е да трае 3 сезони, нема да има повеќе, па затоа уживајте во секоја минута која што имате на располагање. По завршувањето на првата сезона беа купени правата од Netflix и таму може да ја гледате во целост. Серијата ги следи доживувањето на Ерин Куин, која што е глуми Сарс Моника Джексон и нејзината братучетка Орла, глумена од Луиза Харланд, нивните пријателки Клер, глумена од Никола Кофлан, Мишел од Джейми Ли О'Донел и англискиот братучет на Мишел, односно Джеймс, глумен од Дилан Левелин за време на нивните тинеџерски години на крајот на неволите во Дери, кај што сите посетуваат средно католичко женско училиште. Пријателите често се наоѓаат во апсурдни ситуации насреде политички немири и културните поделби од времето во кое се растени. Мене оваа серија ми беше временска капсула на 90-тите, не само по облеката на станите, туку и со музиката. Со оглед на тоа што има посебни епизоди посветени на некои музичари од 90-тите, односно сите пари биле потрошени да се купат правата за композициите, но нема да ја заборавам епизодата за човекот кој е позначаен од Господ, односно Fatboy Slim и неговиот настап пред се во Дери. Девојките поминуваат низ препознатливи coming of age тропи, кај што симпатиите им се поважни од бомбардирањето на мостовите, на кои жителите се веќе оттрпнати до тој степен што се бунат зошто толку долго им требало за демонтирање на бомбите. Во втората сезона започнуваат именувањата на епизодите како Across the Barricade, Miss De Bruyne and the Child of Prague, The Concert, односно тоа е епизодата за Take That, потоа The Curse, The Prom, The President, а во третата се разбира Президент е епизода за посетата на Бил Клинтон во Дери и епизодата во која што се пишува фамозното писмо на неговата ќерка ако е досадна да се дружи со нив, а во третата гласат The Night Before, The Affair, Stranger on a Train, The Haunting, една хорор епизода, потоа The Reunion, Halloween, епизода посветена за доаѓањето на Fatboy Slim и The Agreement, односно гласањето за осамостојувањето. Во Дери има еден джиновски мурал на девојките кои што глумат во серијата, односно на нивните ликови, и дури во Симпсонс ги реферираат како Дери сладолед. Номинација имаат за BAFTA, имаат освоено ИФТА и останати британски ТВ награди, така што оваа серија и тоа како е значајна и си го заслужи своето место во ТВ 103. А тука ќе направиме на кратка музичка пауза и од Обединетото кралство се селиме во Мексико, конкретно во Сантиаго де Керетаро, каде што ни доаѓаат Devil's Whiskey, односно тие го снемија своето второ долгосвирачко издание, именувано како Historias de Muerte, издаден за Wormhole Death лейболот. Првиот нивен албум беше Contempt to Life, а станува збор за ангажиран стонер рок и пред се бенд со doom metal рифови и влијанија, а од нивниот албум ќе имаме можност да ја слушнеме композицијата A Ritual of Ice, Behind the Hills и 45, односно 45. Така што продолжение на емисијата изслушаме Devil's Whiskey и се враќам во етер да ви говорам за актерите и актерките кои што глумат во Derry Girls. Вие слушате на 103,
Ова е 104-тото издание на емисијата TV103 посветена за Derry Girls, а во овој сегмент сакам да продискутирам за актерките и за улогите кои што ги имаат во серијата, предводена од Шарси Моника Джексон, која што ја глуми Ерин Куин, односно на таа се наоѓа на 16 годишна возраст на почетокот на серијата. Таа е страстна и амбициозна со книжевни аспирации, но понекогаш е суетна или претерано загрижена за тоа како ја доживува другите, односно нејзините пријателки, и таа е една од предводничките на друштвото која што има луди идеи, за која што се разбира секојаш заглавува во неволите кои што ги предизвикува. Покрај неа во серијата глуми и Луиза Харланд, која што ја игра Орла Меккул, односно на почетокот на серијата таа има 15 години и е одвоена од друштвото и ексцентрична, која што е роднина на Ерин од страна на незината мајка. Таа многу работи ги сваќа буквално и понекогаш ги не може да ги долови социјалните предсезнаци кои што ги даваат околината, така што таа често останува и тивка и одсутна од повеќето групни ситуации во кои што се заглавени другите ликови, меѓутоа тука е за да нафрли некаква си комична досетка која се раѓа конкретно незината буквализација. Ако повеќе сакате, Фиби од Пријатели е некаков си пандан на незиниот лик. Никола Кофлан ја глуми Клер Девлин, таа е интелигентна и студиозна и често е гласот на разумот, така да ја наречеме од бандата. Таа е премногу се плаши од незините пријателки и пред се има страф од авторитетни фигури и затоа и често знае да не може да скрие тајна од нив и е подлизурко во одредена мера. На крајот на првата сезона таа се истакнува дека е лесбека, а помеѓу крајот на серијата, односно во самото финале, таа и незината мајка Джералдин се преселуваат во Страбен по смртта на незиниот татко, бидејќи нели Дери премногу ја потсетува на незината мајка по смртта на таткото, така што тука се накршува и пријателството помеѓу неа и останатите во друштвото. Джейми Ли О'Донел ја глуми Мишел Мелон, таа е дивата девојка, односно лудата девојка во групата. Таа често ги доведува и во неволја своите пријатели поради низиниот нели голем интерес за секс, дрога и алкохол, како што веќе се прокламира, односно таа е идната рокерка од ова друштво. А Дилан Левелин го глуми Джеймс Мегваер, тој е братуче, се извинувам, Мегваер, тој е братуче на Мишел по мајка и тој пораснал во Лондон, но доаѓа да живее со својата тетка во Дери, непосредно пред почетокот на самата серија, поради грижата за безбедноста на момче нели од Англија, кое што доаѓа од локалното училиште Кристијан Брадерс. Джеймс станува првиот машки ученик во коледжот Our Lady Immaculate, односно во школата за католичкото школа за девојки. Се иако девојките го исмеваат Джеймс, тие се грижат за него и на крајот го прифаќаат како женски член, да речеме, ова на групата. Односно заради таа што имаат потреба дека мора да има едно гей момче кое што ќе се дружи со нив без разлика од тоа што Джеймс не е гей. Сите во Дери претпоставуваат дека е, меѓутоа и покрај неговите протести тој останува неслушнат и ставен во понизна позиција со оглед на тоа што е англичанец. Тара Лин О'Нил ја глуми Мери Куин, мајката на Ерин, и таа е матриархот на семејството. Куин, таа во брак е со Гери 17 години на предпочетокот на самата серија, а Гери Куин го глуми Томи Тиернан, сопругот на Мери и таткото на Ерин. Тој работи како доставувач и е во тешки односи со неговиот свекор, со оглед на тоа што тој не ја пропушта можноста да го навреди во секоја ситуација во која што тој му се појавува пред очи. Кети Кира Кларк ја глуми Сара Мекул, односно тоа е мајката на Орла и помладата сестра на Мери.
И е без разлика на тоа што е мила, не е нешто многу паметно, заради тоа што силно е фокусирана на својот пред се и на изгледот на другите луѓе околу неа. Таа е невнимателна мајка и презема многу мала одговорност во воспитувањето на Орла, едноставно ја пушта од рацете да дивее со незините пријателки и секако Иан Макелини, кој што го глуми Џо Маккул, тоа е таткото на Мери и Сара, односно дедото по мајка на Ерин и на Орла. Тој се преселил кај Куинтовите од како неговата сопруга починала. Џо не покажува ништо друго освен презир кон Гери, односно сопругот на Мери, постојано го критикува и ја охрабрува пред се Мери да го остави. Се разбира дека тоа нема да се случи без разлика на низината еманципација. И Сиобан Маквини е сестрата Џорџ Мајкл, односно католичката калуѓерка, директорката на коледжот Пресвета Богородица, таа управува со училиштето, со железната паница. Да се биде калуѓерка, таа го смета дека е незин повик, незина работа. Повеќе од колку повик се однесува кон свештениците со рамнодушност и ги презира пред се. И се шегува дека станала калуѓерка поради бесплатното сместување и е огромен љубител на филмовите на Скорсезе. Така што во една ситуација има кај што го најмува Рејджин Бул или кој да беше филм од Скорсезе, така што таа ужива во акциони сцени и боречки вештини дури посетува, така што таа ми е најкомичниот лик која секогаш има нешто смешно да дофрли во секоја ситуација. Потоа во серијата глуми Лео Рур како Джени и Џојс, односно таа е подлизурката, презрена од пријателите. Таа е од богато семејство, односно таткото на Джени е хирург од болницата. Алната Гевлин еднаш дури ги отстранил крајниците на Орла. Тоа е нивната поврзаност, живее во огромна куќа, незината мајка Дженет се дружела со Мери, Сара, Джералдин и Дејдре, кога тие биле тинеџерки во 1977 година, но таа се оддалечила од нив и како и во секој клас, претпоставам дека знаете, секогаш има некој на прва клупа кој што е подлизурко на учителите, така што ако тоа го имало во нашата држава, ќе го има и во Ирска, односно во Северна Ирска, со тоа што Джени Џојс ја презема оваа улога и има толку лош глас што фалшира на секоја незина можност да се појави на бина. Во серијата имаме католици и протестанти кои што се исто љубре помеѓу себе во начинот на кој што се однесуваат, меѓутоа самите си знаат за тоа. И во серијата се појавува секако Лиам Нисон и Челси Клинтон во засебни улоги кај што си имаат одредена функција која и тоа како придонесува за комичната поставеност на ликовите. Така што ова се на кратко сите значајни ликови кои што ја красат оваа серија. И тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение на емисијата ќе слушнеме Elephant Groove со композиции кои што се наоѓаат на нивниот студиски албум Annihilation, односно ќе слушнеме творбите Sargassum, Kingdom и One More Ride. Станува збор за бенд кој што е комбинација на heavy psych, односно на space rock, на stoner rock, едно power trio кое што доаѓа од Милан, од Италија, така што ги слушаме Elephant Groove и се враќам во етер да ви говорам за одредени спецификации на ТВ серијата Derry Girls. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 104-тото издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за ТВ серијата Derry Girls, а за самиот крај на емисијата, традиционално мојата интроспекција, односно правам анализа на спецификациите кои што ги поседува една серија, така што и Derry Girls мора да подлегне на ова шематско анализирање. Така што оваа серија нема најава. Режисери на серијата се Майкл Ленокс, кој што го има режирано Печо Фок. Секогаш е за пофало кога еден режисер работи цела
сезона, посебно некој што се обидува во поснежните сезони различни естетики да вметне во комедијата, наместо да се држи нели до тој британски мизери порн на кој што сме навикнати, така што барем има една конзистентна визија која што се провлекува од почетокот до крајот. У поглед на музиката, како што веќе ви напоменав, ова е една временска капсула на 90-тите, со оглед на тоа што има композиции од Ace of Base, of Blur, of Cypress Hill, Salt and Pepper, Enya, The Course, The Cranberries, Fatboy Slim и епилогот со Pink Floyd секако дека е одличен. Во поглед на сценографијата се снима најмногу во училиштата, се снима во домовите на младите девојки, така што и таму може да се забележи финансиската различност, односно која што има стекнато нивните родители. Поглед на фотографијата, Оли Расел прави кадрира 2 сезони, а Крейг Дин Девайн е снимателот на третата сезона, така што освен во дадени ситуации во училиштето, во голем дел се случува нели серијата преку ден, така што има огромна доза на светло кое што е применето во самите сцени, со оглед на тоа што има големи прозорци, има можност за бликање во интериерот, така што сепак ова е комедија во прашање и сепак подразбира дека треба да биде по светла, без разлика на глупостите кои што ги прават протагонистките. Во поглед на монтажата, Лусиан Клейтон најголем број на епизоди монтира, потоа Најджел Уилијамс, Джо Рандол Катлер и Марк Уилијамс ги монтираат, останатите има доволно простор во епизодите и за девојките и за нивните родители, посебно кога се прави еден флешбек на нивните родители во детството. Поглед на костимографијата и шминката, имаме училишни униформи на девојките и униформи на војниците, се разбира, на улиците. Поглед на природното го нема. Дури ни чудото во кое се случува во црквата не е надприродно, ниту па има надприродни елементи во Морничавата куќа, со оглед на тоа што секогаш има објаснување за секоја необјаснива појава. Во поглед на хуморот го има во изобилие, посебно се смеев на филмот кој го мотивирал дедото да сурфа, католиците и протестантите и нивните преписки се секако дека се впечатливи, децата од Чернобил е пресмешна епизода, концертите на кои што одат самите ликови, а од еротика за жал нема ни трага ни глас, иако имаат сексуални пориви самите девојки. Во ефектите има по некоја модринка, меѓутоа нема кој знае какви специјални ефекти, флешбек не само што самата серија се одвива во 90-тите, туку има едно навраќање во 77 кога родителите не биле ништо подобри тинејџери од нивните деца. Полуматура има поделба на екран во самата сцена, односно таа реимагинација на Кери и секако дека тинејџерките лудуваат во секоја можна ситуација во која што се поставени, жанровскиот тинејџерски ситком, стилизираниот јазик секако дека е ирски, со оглед на тоа што е англиски, меѓутоа нагласоците кои што ги имаат и пред се говорот на Дери кој што очигледно дека е доминантен и тоа како е значајно да се истакне како едно обележје за да биде поубедлива серијата. Поглед на неостатоците, не е за секого овој тип на хумор. Јас би сакал уште сезони да видам каде би растега пред се девојките. Првата сезона ми е можеби најслаба затоа што најмалку сум запознаен нели со ликовите, па нивните маани најмалку излегуваат на површина, но со секоја сезона земаат нов замав и сила. Поглед на континуитетот на епизодите, тој е задржан, нема празнено, од секоја сцена има по некоја од неволите кои што ги иницираат самите девојки. Во поглед на градењето на ликовите, девојчињата се во преден план, иако и кај родителите има простор за лоцирање нивните маани. Поглед на интертекстуалност и адаптацијата, има немири во Северна Ирска, поделба на католици и протестанти, има Ира, го има Клинтон, кој што доаѓа во Ирска, така што има неколку политички ситуации и превирања кои што се составен дел од културолошко домилје на градот Чето Дери и секако дека има неколку концертни настани кои што се своевидно одбележје на животот во градот. Слични серии, земајте
лист хартија и пенкала заради тоа што ќе ги има многу. Односно, Broad City, The End of This Fucking World, Chewing Gum, Sex Education, My Mad Fat Diary, The Great, N with an E, The Sex Lives of College Girls, On My Block, The In-Betweeners, The Good Place, Lady Dynamite, Moonboy. Absolutely Fabulous, Some Girls Can't Cope, Won't Cope, Ladhood, Skins, Everything Sucks, Reservation Dogs, Catastrophe, Pet Education, Never Have I Ever, Generation, Betty, Fresh Off the Boat, My Life as Liz, Pen 15, What I Like About You и High School, се извинувам. Така што ова се сите серии кои што имаат coming of age елементи на созревање на ликовите кои што преминуваат од нивните тинеџерски години во светот на возрастните. Комична е атмосферата, загарантирана е гледливоста и убедливоста е постигната според мене. А во епилогот имаме едно прекрасно финале со Челси Клинтон, која го добива писмото, која и го напишале девојките, кои сакале да се дружат со неа, во случај да ја е досадно додека татко и доаѓал на посета. Така што поглед на евалуацијата на епизодите и сезоните, почетокот ми беше 8 од 9, 9 од 8 од 10, 10, 9 од 10 и на крај заврши со чиста десетка, заради тоа што е, ако не и најдобрата coming of age серија која што сум ја гледал минатата година, односно веќе оваа година сигурно, меѓутоа во изминатите неколку години дефинитивно е на врвот на пиедесталот на coming of age сериите. За продолжение за жал нема да има, иако јас би сакал да знам што ви правеле девојките во 2000-тите и денес, иако скечот например со Сирше Ронан или пак снимката од 96-та за изолирањето во ковид пандемијата беа одлични скечеви кои што се само шлагот на тортата. Очигледно дека екипата сака уште да работи заедно. Сега прашање е Лиса да се потруди малку и да напише нови епизоди, доколку тоа воопшто го сака. За крајот на емисијата ќе слушаме еден препознатлив бенд за оваа емисија, односно слушаме All Them Witches. Доколку би се запрашал зошто толку многу материјал има од All Them Witches кој што се емитува во емисијата, со оглед на тоа што 2022, ако не се лажам, 2020 беше последниот нивен албум, бенд кој што ни доаѓа од Нешвил од Тенеси, една деценија свирата, имаат издадено 6 долгосвирачки изданија, неопсиходелија, acid rock, hard rock, blues rock, stoner rock, таа е комбинацијата која што ја имаат, меѓутоа издадува еден интригантен потфат има минатата година, со тоа што го издадува албумот, ајде ако може така да го наречеме, Baker's Dozen. Тој има 13 композиции кои што ги објавува по една секој месец во 2022 плюс една бонус композиција за да го издадат јануари. Значи Baker's Dozen, од него ќе слушнеме најдолгата композиција која што една од најдолгите која што се наоѓа на овој албум кој го снимија во култното студио на Abbey Road, односно станува збор за творбата Slow City, која што всушност е обработка на Pharaoh Overlord, која што беше една од тие композиции кои што беа објавувани секој месец. Значи не се најдоа на албум, па се собра заедно да бидат составен дел од Baker's Dozen, еден експеримент кој што беше успешен на All Them Witches, со кој што ќе го затворам 104-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓеревски, кај што детално ја анализирав ТВ серијата Derry Girls. TV103 уникатен сигнал кој се појавува овој четврток на ова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. Тоа е неното издание, гледате ТВ серии и останете вклучени. Чао!